Јавната расправа за урбанистичкиот план во населено место за спортско-рекреативниот центар Пониква, планска документација 2014-2024 година, нацрт план, која се одржа во месец мај и за која граѓаните можеа да ги дадат своите забелешки, заврши. Меѓу граѓаните на Кочани постоеше голем интерес со оглед на фактот што голем број од нив во повеќе делови на Пониква имаат изградено викенд куки и други објекти, кои со забелешките ќе треба да се вметнат во урбанистичкиот план на Пониква. Целта на законот за легализација на градби точно е тоа да ние ги легализираме веќе изградените бесправни градби, а прва можна прилика да се искористи и да се доуреди урбанистичкиот план. Значи, мотив повеќе е првен да се проверат претходните содржини кои беа во урбанистичкиот план на спортско-рекреативниот центар Пониква. Откако сето тоа се случи и откако беа утврдени дека во делот на генерална содржина на просторот беа над 90% елементи опфатени, се пристапи кон малку подетално дефинирање на одредени намени во тој простор. Да се подобри, да речеме, оној дел што ќе биде вистинска спорт и рекреација во делот на едната патека која ќе остане да функционира, втората патека секако веќе се приметува на планот дека ќе се бара нова локација. Колку сум во текстот тие работи, веќе се размислува за малку подалеку од нашиот дел, од Кочанскиот дел, за да се направи уште една убава ски патека која ќе ги задоволува капацитетите на спортско-рекреативниот центар Пониква, и онаа другото ќе остане да се полни уличната сообраќајната инфраструктура која владее таму, за да оние објекти кои се направени не би бидат на удар на урбанистичкиот план со кој ние би правеле веднаш прекрашок на претходната постапка од легализацијата. Затоа сметавме дека приоритет на Пониква е причина повеќе да готово направиме што е можно побрзо, за да нанатаму не ни се случуваат барем во тој дел бесправно изградени објекти. Изградбата на комуналната инфраструктура, патишта, водовод, канализација, електрична енергија се секако најчестите забелешки на граѓаните во јавната расправа, кои ќе треба да бидат приоритет во решавањето и урбанизацијата на Пониква. Инаку спортско-рекреативниот центар Пониква, со кој стопанисуваат општините Кочани и Пробиштип, станува интересна туристичка локација на која интерес за градба пројавуваат и жители од повеќе населени места од Македонија.